Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. Денко Малевски, универзитетски професор, поранешен шеф на дипломатијата, амбасадор и пред се докажан реалист во пристапот кон меѓународните односи, во најновата колумна за Плюс Инфо, сврнувајќи се на интервјуто на премиерот Зоран Заев за бугарски БГНЕС, вели: вредноста на ова последно отворање на Заев кон Бугарија е што ја стави бугарската политика пред невозможна дилема. Дали да остане на ветото и да го пушти Заев низ вода, предизвикувајќи криза во Македонија, или да се откаже од ветото и со владата на Заев да соработуваат во наредните 4 години. Со определени писмени гаранции од наша страна, мислам дека изборот е јасен. Дали Зоран Заев е на прагот да оствари уште еден подвиг после оној со Грција, прашува Малевски во колумната. Од Бугарија засега нема сигнали дека интервјуто на Заев, придружено со определени писмени гаранции, може да донесе пресврт до 8 декември, кога повторно ќе заседава Советот за општи работи на Европската унија. Дома, ВМРО-ДПМН организира протести под мотото "Оставка на Заев, слобода на народот" и најавува гласање доверба на владата во собранието. По бугарската блокада, повици за оставки од Заев, Димитров и Османи стигнаа и од Алијанса за албанците и Алтернатива. Ова е најава за интервјуто со министерот за надворешни работи Бујар Османи, кој е наш и ваш гостин вечерва. Реклами па разговорот со шефот на дипломатијата. Односите со Бугарија се во фокусот на вечерашното интервју со министерот за надворешни работи Бујар Османи. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. Ке зборувате македонски за, како што велите, подобро да се разбираме и вашата порака да стигне полесно до гледачите македонци? Па веројатно и заради тоа што помеѓу нас во моментот ќе треба да има превод, да во овие ситуации еден збор може да ја смени перцепцијата целосно, како што гледаме како зборовите создаваат реакции. Ви благодарам за оваа одлука, се надам ќе ве разберат гледачите албанци, впрочем и не е прв пат. Интервјуто на премиерот Заев за БГНЕС предизвика многу емоции, многу реакции, главно критички и осудувачки дома. Тука таму има и по некоја одобрувачка. Како вие гледате на тој настап на премиерот? Кој е вашиот поглед? Видите, јас сметам дека конформизмот, политичката летаргија, безидејноста стана нова нормалност во политичкото делување. А може би и не е нова. И секое одстапување од тој шаблон, секое предизвикување на, како што реков, заорџаната општествена психолошка рамка создава вознемиреност, создава катарза. И затоа ја гледам улогата на ова интервју токму во предизвикување на таа обликувана рамка во различни историски контексти и идеолошки рецидиви во пресрет навлегување на ново семејство на вредности, а тоа е Европската унија, каде што се преферира да се растресат претходните контури на тие психолошки рамки, да се отвори жива дебата и затоа не ми пречи, иако на моменти ми изгледа асиметрична по однос на различните прашања кои што се отвараат, меѓутоа независно што е асиметрична, секоја дебата, секоја жива активизам на општеството е здраво за општеството. Главното прашање, како што вели професорот Малевски, кога го цитира во генералната најава, е каков избор ќе направи сега Софија, да остане на ветото и како вели тој, да го пушти Заев низ вода или да се повлече и да реши да соработува со неговата влада, да ги решава проблемите во следните 4 години. Знам дека сте во контакт со Софија, во дневен контакт. Добивте некаква реакција, не барам да ни кажете ни од колку, ни да лоцирате точно, нели, изворно, дали добивте некаква реакција, некаков одек на ова интервју? Видете, прво да кажам дека е коректна обсервацијата на професорот Малевски во делот дека алтернатива на ова предизвикување на погледите е затварање и конзервирање на старите погледи. И отфрлање на ова предизвикување ќе значи затварање.
за краток или за подолг период. Така да во право е професорот кога вели дека сега дилемата ќе биде во Софија, всушност ќе го помогнат отварањето на општеството без да преюдицирам кон однос на различните погледи или ќе се затвори за долг период пред Ви нас. стигна ли некаков сигнал? Видете, различни комуникации има во овој период. Формално нема реакција, освен што вчера е поканет нашиот вршител на должност во Софија, во Министерството за надворешни работи, за да се покаже прво одредена позитивен став кон однос на реакциите на државата кон говорот на омраза, меѓутоа и дополнителни податоци според нив кои што во општеството во моментот се случуваат по однос на говор на омраза, по однос на експонирање на луѓе и така натаму, меѓутоа тоа е дел од една нормална комуникација која што ја имаме. Не гледате ништо невообичаено во тој повик и во таа средба. Не. И вие повеќе пати повторувате, а тоа го зборува и Заев, а тоа е дека ако има нешто позитивно во пораките кои што доаѓаат од Софија, тоа е ставот за тоа дека ја прифаќаат реалноста. Но, ако бидам искрени, никогаш јавно и јасно не слушнавме што е таа реалност. Никогаш не беше именувана таа реалност од страна на Софија. Не, видете, јас мислам дека вака јасно поставување на Република Бугарија, односно исцртување на нивниот став, кој така понекогаш во минатото срамежливо се искажувало, меѓутоа јавно како државна политика дека не спорат со правото на самоопределување и идентитетските атрибути кои што произлегуваат од тоа суверено право на самоопределување на државите немало порано и мислам дека тоа е добра основа за да се гради понатаму доверба. И Тоа што мислам јас дека го кажувам е фактот дека се останува на една дефиниција на ниво на ова што вие го зборувате. Да речеме, не сме чуле ниту од Захариева, ниту од Борисов, ниту од Каракачанов да кажат, ја признаваме реалноста, а тоа е дека таму живеат луѓе кои што себе определуваат за македонци и зборуваат македонски јазик. Мислам дека тоа јасно се искажува, дури во последно време има реакции во Република Бугарија зошто ние сметаме дека тоа не се искажува. Зошто ние во нашите изјави велиме дека Република Бугарија. Еве вчера во вчерашното повикување на нашиот вршител на должност во Софија, една од забелешките биле дека неправедно нашите политичари велат дека Софија го спори правото на самоопределување и идентитетските атрибути на државата. Значи во различни форми тоа го потврдуваат и Не ја именуваат реалноста. Не ја именуваат реалноста, да. Сега зависи како ќе го погледнете, но мислам дека не треба да се потцени тоа и тоа е добра основа на тоа да се надогради понатаму довербата помеѓу. Дали тоа прифаќање на реалноста, господин Османи, е условно? Во смисла на тоа, да, ја признаваме реалноста, но при тоа инсистираме да се признае дека македонската етногенеза е бугарска, македонскиот јазик е кодифициран врз основа на западно-бугарски дијалекти. И дали е тоа практично проблемот кој што го кочи процесот на договарање? Видете, реално таа формулација е предложена официјално од Република Бугарија на еден од кореперите пред одржување на ГАК како решение. Дека доколку ние ја прифаќаме историската реалност, Република Бугарија ќе ја прифати сегашната реалност. Меѓутоа, мислам дека тој став во моментот е сепак рефлексија на недовербата создадена од договорот и од процесот кој што сме го создале. Бидејќи во право се тие што велат дека договорот не го предвидува, не ја предвидува оваа тема за разговори. Договорот предвидува дека историските комисии ќе ги разгледат историските аргументи, ако може така да се наречат, како основа за градење на заедничко одбележување и градење на доверба. Да ве преведам, ако бугарите видат поголем ангажман на планот на спроведување на договорот,
тоа што тие сметаат дека треба да се види на тој план, тогаш би се откажале од инсистирањето реалноста да биде дополнета со ова за што зборувам дека има бугарска генеза. Не гледам друга алтернатива, бидејќи не постои простор дека може да има таков договор за една таква формулација. Меѓутоа, гледам дека во сршта на проблемот е недовербата, недоверба која што постои помеѓу општествата подолг период и помеѓу интелектуалци, и научници, историчари и политичари. Меѓутоа, недовербата се пренесе и на договорот, чија што улога беше да ја врати довербата. Тоа ни создаде проблем кој што потоа еволуираше во една ваква форма на резолуција, декларација на собрание со вакви верзии на дефинирање што било и што е сега. Ова инсистирањето да се признае бугарската основа и на јазикот и на народот. Убеден сте дека Бугарија е подготвена да се откаже од тоа? Мислам дека тоа е духот на договорот. Не гледам алтернатива од фактот дека преку процес на научно согледување на историјата може да се дојде до констатација дека историјата како мост, а не како зид. И тоа е духот на договорот. Тоа е начинот кој што сме го договориле двете страни во 2017 и сме го прифатиле како модус операнди за решавање на разликите. Но ако Бугарија упорно инсистира на тоа? Мислам дека решението е во враќањето на довербата во процесот. Не гледам друга алтернатива дека може со декрет да се решат овие прашања избегнувајќи го договорот и инструментите на договорот затоа што на моменти имаме недоверба. Ако имаме недоверба во договорот, да ја вратиме довербата. Јас сум рекол на првата... Се согласувате ли дека договорот сам по себе на вистина остава простор за, ќе кажам, па дури паушални оценки за тоа дали се спроведува или не се спроведува? Дека договорот не нуди прецизно мерливи инструменти за тоа дали се спроведува или не? Ниту нуди временска рамка, и затоа констатирам од првиот ден дека имаме разлики во очекувањето кон договорот. Бугарската страна смета дека е недоволно направено, што е легитимно. Секогаш може да се направи и можело да се направи. Јас се обидувам да го гледам од друга перспектива. Ако за 70 години не е срочена ниту една заедничка реченица во поглед на историјата и наеднаш за 20 месеци цели текстови, историчарите од двете страни се потпишуваат на цели текстови за историски фигури, сепак е кршење на ледот, сепак е добра основа да се гради. Но тоа не го прифаќаат бугарите како аргумент. Велат 1,5 година комисијата не работеше. Затоа што веројатно да е дозволено да се наруши довербата во инструментот кој што требаше да ја врати довербата. И тука има објективни околности. Пандемијата беше сериозна околност во тој дел. Изборите тие самите признаваат дека во време на избори не може ништо да се прави. Значи во момент кога завршија тука изборите, таму почна предизборниот процес, ако можам да кажам. Така да ние имаме цел период на избори овде и таму со додатна пандемија околу тие избори. Што се еве пак да се повикам на Малески, но веројатно и на тие контури на психолошката рамка на општеството потешко се вршеше навигација на процесот. Предизвикувањето на тие контури се сигурно ќе ги охрабри и политичарите со само доверба да ги гледаат овие прашања. Што според вас, министре, е излез од оваа ситуација? Бидејќи малку време остана, 8 декември еве го каде ќе дојде за некој ден, се зборува за писмени гаранции. Чувме од премиерот дека нашата страна понудила некакви документи, меморандум, патоказ. Да расчистам дека никој не разговара, не преговара за јазикот, за историјата. Прашањата кои што произлегуваат од тоа право на самоопределување кој што бугарите јасно Никој, мислите, од страна на владата на Северна Македонија? Да. Значи, од бугарска страна има инсистирање, но вие не разговарате. За тоа како е јазикот или каква е историјата. Јас сметам дека решението е во враќањето на договорот како инструмент за следење на надминување на разликите, паралелно со процесот на преговарање. Сега од бугарска страна се слуша инсистирање на анекс,
подпишување анекс на договорот, па дури нов договор, претпоставам тоа не е опција, анекс на договорот. Министерката Захариева во една фаза зборуваше за протокол на договорот. Дали такво нешто е на маса? Не се спорни формите кои што можат да ја објаснат имплементацијата на договорот. Дали е тоа меморандум за имплементација на договорот, дали тоа е протокол за имплементација на договорот. Меѓутоа, договорот е важно да остане основа, бидејќи договорот е формулата за успех, која што покажа тоа кршење на ледот што зборам за прв пат. Добро, да се најде. Важно е и што ќе содржат овие другите пропратните документи. Зборам како правна форма, дали тоа ќе биде протокол или меморандум. Во однос на содржината, нашите ставови биле јасни за што разговараме. Разговараме за загриженостите на двете страни по однос на краткото име, по однос на инфраструктурната поврзаност, по однос на економската соработка, по однос на работата на комисијата до сега, засилување на работата на комисијата во наредниот период, по однос на малцинските прашања. Значи, прашања каде што навистина има простор и за нив веројатно има реакции во одредени општествени кругови кои што мислат дека треба да се конзервира ставот по однос на тие прашања, меѓутоа сметаме дека има простор за нив да се Но вака како што ги редите, не изгледа дека има проблематична тема. Тогаш зошто нема договор? Не, затоа што нема согласност помеѓу двете страни по однос на конкретните формулации, по однос на очекувањата кон договорот и затоа велам дека решението го гледам во враќање на договорот како инструмент за следење на надминување на разликите во текот на преговарачкиот процес. Дали според вас е целосно отфрлена опцијата да се интервенира во содржината на самата рамка, на преговарачката рамка? Принципелен став на земите членки било дека не треба да се дозволи билатерализација на европскиот процес. Тоа е еднаш направено со Србија и Косово, кога прашањето е ставено во посебно поглавието 35 и земите членки не дозволувале понатаму да се билатерализира процесот, бидејќи тоа ќе стане домино ефект кој што нема друга земја што почнала преговори после Србија, ако веќе е направен преседан, зошто да не се повтори и во нашиот случај? Значи, прво ставот на земите членки е дека билатерализацијата на европскиот процес го насочува процесот во погрешен правец. А и сепак морам да кажам дека договорот и добрососедските односи се спомнуваат на почетокот на преговарачката рамка како основа, бидејќи не констатирајќи дека добрососедските односи не се само додадена вредност на европскиот пат, туку се предуслов за европската перспектива, меѓутоа мислиме дека навистина наметнувањето на или доминирањето на билатералните прашања во еден процес кој што повеќе се однесува за хармонизирањето на акито, за поглавја кои што се однесуваат на владењето на правото, ќе го насочи процесот исто така во погрешен правец. Меѓутоа постојат начини како да се врати довербата во процесот. Затоа го потенцирам ова цело време. Сметам, се надевам дека е така, дека во основа на проблемот е недовербата во процесот и дека треба решението да го најдеме Бугарија споменуваше подготвување на, како велат тие на бугарски, патна карта, патокас roadmap за начинот на кој што во иднина ќе се спроведува договорот за добрососедство. Велеа, патната карта може да биде opening benchmark за првиот кластер, за fundamentals, понатаму да се воспостави инструмент за следење на спроведувањето на патната карта или на патоказот, па тој да биде и меѓу бенчмарк во фазата на преговарање на тој кластер. Дали се тоа варијанти кои што се на маса? Самиот договор е патна карта. Самиот договор е патоказ. Знаете дека договорот покрај комисија на историчари предвидува и меѓувладина комисија која што се состанува еднаш годишно и прави пресек на постигнатото и констатира не е постигнато и после тој извештај оди во влада. Значи договорот има предвидено механизми како да се контролира. Меѓутоа, ако констатираме дека нема доверба, дека испорачува договорот, можеме да дадеме додатни механизми за следење на процесот без да се прејудицира исходот
на тие дебати, на тие разговори, на тие кои што може да се Во форма на патокази. И во форма на патоказ, при тоа сметаме дека не би требало тоа да биде дел од преговарачката рамка, затоа што навистина ќе го помести процесот непотребно, кога таа предвидливост може да се создаде и преку договорот и преку дополнително објаснување на чекорите од договорот. Кој би се договорил за тој патоказ? Мислам, како би функционирало тоа? Билатерално ќе се договорат? Или билатерално, или во Македонија рамки на европскиот процес, меѓутоа сметам дека постои простор да се создаде поголема предвидливост во продолжување на комуникацијата за надминување на разликите без при тоа да се прејудицира исход. Прифатливо е тоа за Бугарија? Разговараме и на тоа прашање, ќе видиме наредните денови како ќе се одвива процесот. Ако добро ве разбирам, би требало да се потпише меморандум и протокол и патоказ. Видете, не можам да навлезам во деталите на процесот. Во секој случај, тоа што е најважно е дека зборуваме само за прашања кои што сметаме дека може да се надминат со одредени дополнителни формулации, дополнителна предвидливост во Што е вашата проценка? Дали има подготвеност во Бугарија сега во овој момент да се направи тоа? И самиот рековте во Бугарија е предизборие. Еве ќе го цитирам вице-премиерот Каракачанов, кој што беше задолжен меѓу другото со Захариева за комуникацијата со македонската страна. По интервјуто на премиерот Заев вели: ако така со брзи чекори одиме напред, мислам дека следната година можеме да зборуваме за почеток на преговарачкиот процес. Значи Каракачанов не зборува за пробив сега до 8 декември, туку зборува за вгодина. Видете, таму е направена комплетна дисторзија на јавниот дискурс поради влијанието на изборите. И затоа се обидувам со резерви да ги земам јавно искажаните ставови и ниту прифаќам да бидеме дел од некакво си препукување кој што го очекува, например, од позицијата или граѓаните дека треба да влеземе ние во тој дискурс. Мислам дека не е потребно. Но добро ве разбирам дека вие зборувате сепак за пробив сега, така, до 8 декември. Јас мислам дека е многу важно да има пробив сега и тоа е исто така важно за Република Бугарија. Бидејќи во право е, како што реков професорот Малевски, дека овој стадиум на отвореност, на подготвеност за создавање мост помеѓу двете држави, доколку се отфрли, алтернативата е конзервирање и многу тешко пробивање заради атмосферата која што би се создало, и навистина не гледам причина и би било стратешка грешка доколку се отфрли ова отвореност на државата и доколку не се даде шанси во услови кога еве дополнително се создава предвидливост во имплементацијата на договорот. Предпоставувам дека антиципирајќи на каде може да одат работите, бугарскиот претседател Радев денеска вели би била груба грешка ако премиерите Борисов и Заев одиграат некаков театар и потпишат уште една декларација на желби како договорот од 2017. Радев е од поинаква политичка структура, различна од таа на владата на Борисов, но сепак е човек чиј што збор тежи на политичката сцена во соседната земја. Јас мислам дека договорот е решението и е формулата за успех. И фактот дека во моментот има одредена недоверба не значи дека треба да се смени договорот. Ајде да најдеме начини и инструменти како да ја вратиме довербата и предвидливоста. Го повторувам, знам многу често во ова интервју, меѓутоа навистина не гледам друго решение и сметам дека било кое друго решение е погрешно. Создадовме пресвртница во нашите односи во 2017. Тоа се рефлектираше во вкупните односи. Може некој да го перцепира како недоволно, меѓутоа ајде да направиме подлабока анализа, ќе видиме дека таа пресвртница е суштинска. И таа или ќе се затвори сега, или дополнително ќе се стимулира и ќе се потикне. Колку Северна Македонија може да биде задоволна од залгањето на ЕУ и од председавачот Германија?
Има еден впечаток дека може би дури и тие ја пуштија низ вода, што се вели земјава. Не, апсолутно. Мислам дека председателството германското направи надчовечки напори за да се успее и уште работат за да се успее. При тоа, имајќи ги пред себе и сите можни други предизвици. И со буџетот, проблемите во Европската Унија, и со пандемијата, и другите безбедносни прашања, меѓутоа посветија ангажман, мислам дека не вообичаен ангажман на едно председателство за една ситуација како што е. Дали сепак уште еднаш ќе учиме лекцијата како и со Грција, дека ако двете влади, двете земји не запнати, не го решат проблемот, дека ни Германија, ни не знам кој друг не може да го реши проблемот. Тоа е сигурно и погрешен би бил пристапот доколку некој мислел дека може поинаку да се надминат прашањата. Не гледам дека црвене е било кој европски политичар кога одовде му велат, знаете, ЕУ е унија која што почива на вредности, вие сега одите контра тие вредности и така натаму. И кон нив. Одлуките за проширување се носат со консензус. Немаат начин земјите членки да го прескокнат тој момент, дека мора да има консензус од сите, но дека правеа напори и дека се уште прават напори. Навистина би било грев да се каже дека германското председателство или другите земји членки и сега да се создаде една негативна енергија дека не пуштија низ вода или не пуштаат низ вода, бидејќи не е така. Направија све што можеше да се направи. Меѓутоа, јас тука гледам, се обидувам да правам една аналогија. Го имавме француското вето во октомври. Поради слични причини по форма. Имаше недоверба во преговарачкиот процес дека суштински дава резултати. Имаше две можности. Едно да се чека ова дебатата иднина за Европа, за да Европа прво се продлабочи па да се прошири, или да се врати довербата преку нова методологија. Французите и земјите членки ја најдоа нова методологија, ја вратија довербата во процесот, контролата на земјите членки во процесот, и се најде решение во март. Замислете, заради таа недоверба и безнадежност да се откажевме ние во октомври. Дека Франција не верува во преговарачкиот процес како суштински трансформатор. Се најде начин и во март имавме одлука. Значи, варијантите се две. Или е францускиот пристап на француското вето, или е грчкото. Јас сметам дека треба да го третираме како што беше октомвриското вето, враќањето на довербата во процесот и продолжувањето со процесот е гаранција за успех. Што значи дека ова е двостран пат. Не значи дека само ние треба да ја вратиме довербата. И Бугарија мора да ја врати довербата во процесот за да продолжи. Има ли некакви критични настани, моменти, денови до 8 декември, нешто што е важно, од што ќе зависи дали ќе има пробив или не? Да, ќе има дополнителна комуникација во наредните денови. Се разбира, 8 е Советот за општи работи, бидејќи е во онлайн форма, одлуките не се носат на самиот состанок, туку ќе мора со размена на писма најмалку ден пред тоа, што значи дека некој прозорец на можност е некаде до 6 декември и треба да се искористат овие денови максимално за да се успее. Има нешто закажано во смисла на средби, нешто може да се открие за јавноста? Очекуваме одредени комуникации, размена на идеи во наредниот период како да се надмине. Не можам да преюдицирам кој ќе биде исходот, но како што има една поговорка, можам да прифатам да не успее, но не можам да прифатам да не се обидам до крај. Така да ќе се обидеме до крај, бидејќи навистина, може би повеќе од другите, некако не ми се допаѓа периодот после тоа без преговори. Може некој да има по-оптимистички погледи како ќе изгледа државата и со каков ентузијазам ќе продолжи понатаму, меѓутоа јас сметам дека преговорите се во директна корелација со прогресот на државата, оневозможување на преговори значи негирање на можност за прогрес на државата, но исто така преговорите се во индиректна корелација и со идентитетот и сите прашања, бидејќи преговорите ја зацврстуваат државата, а државата гради идентитет и зацврстува идентитет и култивира идентитет. И затоа мислам дека
треба многу храбро во овие денови да најдеме начин да ги зачуваме преговорите, бидејќи преговорите ќе се основа на виталноста на државата во наредниот период, а државата е све и пред све. Добро, на домашен терен сведоци сме на протести од опозицијата. Опозицијата беше скандализирана од последниот настап на премиерот. Синоќа, денеска се на улица и протестираат, повикуваат на оставки, најавуваат и барање за гласање доверба на владата. Имате ли вие некаква комуникација со некого од опозицијата? Видете, работа Овде пред се мислам сега на ВМРО ДПМН. Да, работа на опозицијата е тоа, да бара оставки, да критикува, меѓутоа некогаш е работа на опозицијата и да понуди решение, за да биде подобра од опцијата која што е на власт. Јас се отворив за комуникација уште од првиот ден и ги поканив и понудив дека сум спремен да одам и во нивното седиште ако е потребно. Сум спремен да ги примам во МНР, било каде, во собрание, но не да се прави од ова театар. Премногу е сензитивно. И уште стојам на тоа. И мислам дека треба да ја искористат ова подадена рака. Се разбира, ќе кажете зошто јас мислам дека можам и да ја одиграм и таа улога и заради мојата партиска припадност, можам да ја одиграм улогата на мост помеѓу различните опции, колку и да погрешно се свати, бидејќи очигледно е дека има поларизираност и недоверба меѓу страните. И затоа се понудив дека сум, како што го информирам председателот редовно што се случува во процесот, бидејќи тоа ми е законска обврска, јас сум спремен да придонесам во внатрешната кохезија во општеството. Немам никакви предрасуди према едната или према другата или било која политичка партија. Ако бидеме прецизни, ВМРО ДПМН, мислам дека дури и вас не ве споменува меѓу оние од кои што бара оставка, тие што вас ве повикуваат да се повлечете се партиите на албанците во опозиција, Алијанса за албанците пред се. Истиот одговор и тука таа им е работата, но би била содржинска таа работа доколку барем малку покажале интерес да се информираат. Еве за Алијансата на албанците. Може ли еднаш да побараат информација до каде сме, може ли да помогнеме, еве имаме дополнителна идеја. Значи, воопшто немаат информации до каде е процесот и врз основа на неинформираност, врз основа на тоа што слушаат по телевизија, ајде може би сега е моментот да се побара. Тоа не е конструктивен Слушаме став. анализи во оваа насока, базирани на еден демократски принцип, така наречена теорија на мандат. Ако едно од главните ветувања на оваа влада во предизборието беше почеток на преговори со Европската Унија, ако прва меѓувладина конференција не се одржи во декември, тогаш владата треба да оди на проверка на својот легитимитет. Не мислам дека решение е избори, бидејќи проверка на легитимитет. Да, тоа мислам, да. Бидејќи навистина општеството е толку исцрпено и од пандемијата, и од честите избори, и од целата ова психолошка оптовареност со овие тешки теми, така да навистина не сметам дека дополнително дефокусирање би било Но ќе биде ли тоа пораз за владата, ако нема прва меѓувладина конференција во декември? Видете, второто име на преговарачкиот процес е комплексноста, тежината и пат пон со пречки. Тоа се другите имиња на преговарачкиот процес. Нема преговарачки процес без пречки. И ние мора да навикнеме дека ќе има многу пречки на патот. Јас само се обидувам бугарската пречка да биде една од пречките како што беа октомвриското или другите пречки на патот, за да не биде крај на процесот. Меѓутоа дека ќе има пречки, дека на секој совет ќе се мачи вака општеството, дали ќе се постигне консензус на 27 земји членки. Вие мислите дека поглавието за животна средина ќе биде полесно од овие прашања сега што ги разговараме? Или поглавието 23, 24 ќе бидат полесни и дека така лесно 27 држави ќе кажат може да продолжиме понатаму да го затвориме оваа поглавие? Емоционално ќе бидат полесни. Да, но дали ќе се движиме напред во процесот? За тоа велам дека има сериозни пречки на патот и мислам дека по-добар пристап од
овој состав, во моментот, по однос на надминување на оваа пречка, не гледам. Како во таа смисла, ова што сега го зборувате, гледате на еден ваш статус по изборите, како велевте, сите патишта водат кон Мала Речица. Тогаш веројатно алудирајќи на тоа дека дуи може и со ВМРО ДПМН да прави коалиција. Не, тоа е добра околност што Сам го кажавте, затоа и ве прашувам. Не, тоа е добра работа што патиштата водат кон Мала Речица, затоа што дуи, тоа е синоним за дуи, е фактор на предвидливост, на стабилност, гарантор на договорите, гарантор на евроатлантскиот пат на оваа држава. И мислам дека е добро што тој столб е дуи и често работите се врзуваат со тој столб. Не, ама вашиот коментар беше во смисла на партнерот, не беше во смисла на дуи. Беше во смисла дека дуи е фактор на одлучување и навистина мислам дека е во интерес на државата што тоа е така. Може ли од дуи да тргне подривањето на стабилноста на оваа влада? Тука и таму се слушаат информации за тоа дека внатрешната поделба во партијата не е смирена и дека, да речеме, Изет Меджити и некои други пратеници би можеле дури да инициираат и интерпелација, па и конкретно за вас, па и за Артан Груби во собранието. Видете, вие сте новинар кој што долго време ги следи состојбите внатре, па и во дуи. И еве јас можам да ве прашам вас дали ова ви изгледа различно од било кои други превирања во дуи во последните 20 години. Дуи е жива партија. Дуи е една од ретките партии каде што има гласни дебати, конфронтации. Така ние ја гледаме политиката. И така Ахмети го стимулира процес, бидејќи смета дека на тој начин се канализира најдобро енергијата. На така се доаѓа до подобрите идеи. Ова е нормален начин на однесување. Може на другите партии, на луѓето кои што се научени на некој вид на поинакво однесување им изгледа невообичаено. Ова во дуи е нормално. Дуи така функционира. Секој состанок во дуи е гласна дебата за многу прашања. Но ние така преферираме да биде. Затоа што сметаме дека така и затоа успева оваа партија. Дали ова затоа што заживува битката за прва меѓувладина конференција во декември е битка практично и лично за вас, за вашата политичка видете, мене ми е многу важно и лично затоа што навистина се вложив во овој период на темата. Мислам дека се вложив најголемиот дел од мојата животна енергија, не само политичка, ја посветив. Не биде на Меджити, на Беджети, на Муса Џафери да велат еве го Бујар не ја донесе првата меѓувладина. Предноста на дуи е што таа дебата секојаш завршува во дуи. До сега таа дебата секојаш завршува. Има тука и таму некој Facebook пост во кој што завршува ќе се алудира на како процес завршува, како процес завршува во дуи, така мислам дека ќе заврши и овој пат во дуи, внатре, како внатрешна дебата. Но еве на ова второто подпрашање, доколку би ги ставил сега да ги анализирам овој процес, што го спомнувате, и европскиот, не го гледам воопшто толку колку што е голем овој процес. И тежината на неуспехот во овој процес мислам дека ги надминува далеку контурите на дуи, моите лични или пак на албанците или само на македонците. Се плашам дека државата се уште не е подготвена да оди сама без контекстот и без мокта што потикнувачката мок што ја дава преговарачкиот процес и европската перспектива. Во екзистенцијална смисла сега зборувате за државата или во смисла на понатамошно демократизирање? Во смисла на прогрес, кога држава која што не прогредира, не унапредува, тогаш слабе е по сите аспекти и тогаш не може да придонесе ниту во идентитетскиот аспект, ниту во образовниот, ниту во културниот. Добро, вие сте познати по тоа дека издржавте долго во коалиција со ВМРО без никаков напредок на овие теми. Да, го државме процесот, не беше тешко, не беше лесно. Ние бевме единствениот мост на комуникација со Грција, ако се сеќавате, која беа замрзнати односи, само нашите министри одеа во Атина и мислам дека на тие нишки се изгради мост кој што потоа доведе до решение. Тоа што дуи некако го држеше процесот да не бега. И
добар придонес се дава и во овој процес и мислам дека ова солидарност на албанците кон некои поетнички прашања, не земајќи ги обзир овие државните кои што се наши, мислам ќе остане добро наследство за меѓуетничките односи и така го гледам и мојот придонес. Уште еднаш да ве прашам, што се вашите информации? Ќе има интерпелација за вас од ваши сопартици? Не го следам тоа, верувајте, воопшто не се занимава. Мислам дека тој, како што реков, во ДУИ нема ништо невообичаено, нема раскол, има продолжување на типот на дебата кој што председателот Ахмети сам го бара од партијата, бидејќи смета дека само така партијата се држи витална. Во момент кога ќе влезе во конформизам, тогаш тие партии венеат. Ахмети не дозволил да венее ДУИ и затоа ДУИ 20 години победува. Добро, благодарам што бевте дел 360 степени. Благодарам и на вас. Бидете налсат уште малку, по паузата е саботажата. Наспроти очекувањата дека битката против коронавирусот ќе биде синхронизирана со сите општествени актери. Во ситуација кога најтешкиот товар паѓа на плеќите на докторите, сосема е разбирливо и нив да им дојде преку глава и да избувнат, поради сите оние што нешто знаат и им солат памет. Дејан Трајковски лично го знам, му фали штица. Готово, друго прашање. Друго прашање е како новиот лидер на фронтот ќе се снајде во доверената улога. Затоа се уште нема јасен увид, но евидентно е дека кризира кога станува збор за борба со слободен микрофон, со непознат противник од другата страна. Покрим другите работи на владата и беше овозможено да носи уредби со се смешав да повторам од цела реченица. Може на вистина треба да се повтори, оти е на вистина парадоксално и потполно невообичаено меѓу естаблишментот на демонстрантите. По една од колоните да парадираат оние кои лично се сомневаат во матрицата, која е прокламирана како протестен повод. 99-та напишавме книга што Блаже Коневски го означевте дека е манипулаторот и фалсификаторот на Брегова, џуџето во македонската литература. Никогаш во ниедна книга не сум го спомнал името на Блаже Коневски. Може да погледнете. Така што може Тука плагиаторот од Небрегова. Кој друг од Небрегова познавате? видите, слободата на изразот познава цензури во други времења. Секој на вистина има право на свој став без никакво ограничување, па дури оние кои го изразуваа со несватлив молк, а токму кога беа во позиција да покажат што умеат, дозволија да бидат препознавани, не по ефектите, туку единствено по лидерството во вербална гимнастика. Сакаш да бидеш премиер, сакаш да носиш крупни одлуки, сакаш да бидеш власт. Донеси одлукава, па се донесат крупни одлуки за идејата на државата. Тој што е на власт, ако сака да биде на власт, мора да ги донесе дури и спремни да не добија аплауз. Обратно, да го плюкаат, да го критикуваат, да го негираат. Се разбира, не мора да се оди до крајот, до лимитите кои може да се сметаат како последна линија од која не смее да се отстапи при толерирањето на небулозните барања. Иако е неподелен впечатокот дека за остварување на ветеното постои подготвеност да не се поставува никаква бариера и по секоја цена да се дојде до целта. Да, ако треба да донесеме одлука да ја нема короната, и тоа ќе донесеме. И на крајот, тоа не се решава ниту со добра волја, ниту со спогодба или со анекс на договор. Адекватен лек нема, вакцината е во фаза на одлука со која ќе се симне ветото кое се уште е актуелно за неа. Дотогаш, ќе продолжат да се чувствуваат проблематичните ефекти од вирусот, кој изгледа предизвикува коагулација на античките, ама и нејзино повторно протекување низ вените, кои традиционално се пумпаат од срцето, креирано по јус стандарди. Јас сум Титов пионир. Јас сум Титов младенец. Смрт на фашизмот, слобода на народот. Битката против фашизмот никогаш и не застанала, оти тој реално и не е умрен. А народот е слободен, ама изманипулиран од минатото. Тој е несигурен во сегашноста и исплашен да тргне кон иднината. А до неа
е само на чекор. Пионерски. Ви благодарам што бевте со нас и вечерва. Ке се видиме повторно в понеделник од 22. Останете на Алсат, погледнете ги вестите. Пријатно.